Трошоците за оранжериско производство студот ги зголеми за дури 300%. Енормно ниските температури најсилно удрија по оранжериите и оваа година им ја направија една од најлошите во последните 40. Интерните анализи покажуваат дека ова е прв пат во 2 децении температурите да бидат во континуитет минус повеќе од 50 денови. Имаме 300% овај период за овие 50 и неколку дена, 300% потрошувачки имаме во однос на минатите 5 години евиденцијата, декември и јануари. Потрошувачката ни е за 300% зголемена, имаме 3 котлари на биомаса, на мазот, оранжерите во Виница не се на топла вода. Колку за илустрација, дневната дистрибуција само на геотермална вода беше над 15.000 метри кубни, што се смета за енормна потрошувачка. После не знам колку години имаме норма дневна потрошувачка од 15.000 метри кубни на топла вода. И покрај ова, штетите на оранжериското производство веќе почнаа да се појавуваат. Од 10 до 30% има претрпено штети, тоа се директни штети. Индиректните штети, производството ќе ни закасне со најмалку со 15 дена, со 2 недели, тоа е индиректната штета. Тоа е огромна, директната штета не е толку голема колку индиректната. Сега на 36 хектара бербата да биде 15 или повеќе денови покасно, многу значи. Лошата состојба во оранжериското производство е евидентна во цела Македонија, поради што производителите веќе имаат барања за новата влада. Имаме став за земено, очекуваме да се формира владата и да доставяме барање да новата влада прогласи елементарна непогода во Република Македонија во земјоделството, а нарешто во оранжериите, затоа што има измрзнување некаде 30, 50, 70%. За сега нема точна проценка на штетата, но на ниво на држава тие варираат од 30 до дури 70%. Ова секако нема да помине без покачување на цените на крајниот производ.